ако не Кои се проблемите кои може да ги очекуваме? Нашите 90% од граѓаните одат во Европска унија еднаш годишно. Одат на годишен одмор во Грција, значи или во Хрватска, да кажеме, Европска унија, да го кажеме. Другите патници, значи, тој патуваат по 5-6 пати и они еднаш кога ќе се имплементираат, после нема никаков проблем за неговиот влез во Европска унија. Затоа мислам дека ако не се направи од сега да почне да се имплементира негде до мај месец, барем 60-70% да се имплементира, тогаш во сезоната ќе имаме сериозни проблеми. Туроператорите, значи агенциите, сите ќе имаат проблем за своите патувања, особено во Грција. Рачунајте милион луѓе, како ќе ги ти евидентираш на граничен премин. Секој ден има, например, по 20-30 луѓе. Ако еден патник му треба 10 минути да се евидентира, да се заведе, колку е тоа време? Нема шанси со месеци да се заврши тоа. Затоа, значи, се гледа дека има мал проблем и како да се реши тој проблем, најверојатно и од Европска унија го евидентираат, гледаат како да го решат тој проблем. Меѓутоа, ако не се среди до април да се направи, да почне сега деновиве, тогаш ќе имаме сериозен проблем. Да не зборам, значи, агенциите ќе буквално ќе крахираат, тие поготоа што работат со Грција или што работат со Европска унија дестинации. Тоа ќе биде катастрофално. Затоа, значи, ако не се почне сега за наредни 10 дена, тогаш треба да се одложи ова за година дена. Значи, минимум за година дена, за другото зимо, значи, другата есен, во октомври месец, да почнат со имплементација на овој систем, кај што ќе биде и со плаќање. Или едно влагање на ЕУ 7 евра, па сега вика 20 евра, меѓутоа, тогаш кој ќе биде по 20 евра од човек, тогаш ќе биде товар тоа за македонските граѓани. Тоа ќе биде сериозен удар врз македонските граѓани. Ќе ве прашам тоа малку подоцна,